Треба да се сликаме са вие? Да се сликаме? Камера, Јане. Може да почнеме. Денеска ние студенти и средношколци од Прилеп се собравме на еден во бројка поситен собир, односно собравме студентите и средношколците од Прилеп за да дадеме поддршка за студентскиот марш кој што се одвива моментално во Скопје. Излеа има и во Битола. Бројката можеше да биде уште поголема, но доста од средните школи беа затворени и доста средношколци не можеа да дојдат. Другиот дел од студентите, не знам со која причина не дојдеа. Може да се види дека има поддршка овдека и од постарите, од поранешни студенти, од луѓе кои што на вистина ценат дека сме во право и дека имаме право зошто сме се одлучиле да одиме на еден ваков студентски марш. Пораката која што испрачаме до Министерството е дека цврсто стоиме за овој студентски марш и тоа што студентскиот марш се обидува да им представи нив, односно дека немаме намера да прекинеме со залагањето да нема екстерно тестирање или како што тие милуваат да го наречат државниот испит. Ѓорче Мечкаровски. Која порака денеска испраќате, зошто се собравте? Ние се собравме да за поддршка на студентскиот марш кој се организира во Скопје и во Битола и сакаме уште еднаш да му ја пратиме пораката на министерот дека сме против екстерното или против државниот испит без разлика како го нарекуваат. Затоа што ја нарушува автономијата на факултетот и се коси со болонскиот систем на студирање. Според болонскиот систем на студирање оценката не се добива само од колоквиуми, туку се вреднуваат и другите активности како што се присуство, активност, семинарски изработки и слично. Мело Вуко. Мело Вуко. Студент на економ. Да. Денеска дојдовме овдеки да ги поддржиме младите, бидејќи младите се идните водители и градители на државата. Денешните млади што ги гледам се најмладите во државата, кои што во ними е надежта и иднината. Меѓутоа, кога државните институции веќе решиле да прават екстерни или некои завршни тестирања, тогаш предлагам прво да му се направи тестирање на денешните водители во државата, колку се тие способни што ја доведоа државата во пропаст. Им благодарам за досега што ја уништија Македонија, што никогаш во поголема беда не била и ни народот, ни студентите. А студентите се заплашени, застрашени и слушам тука од родители денеска биле вратите затворени. Им благодарам на денешната влада за денешната слобода што имаме.
Костадиновски Цане, јас сум повратник од странство и секогаш гледам иднина во младите и давам поддршка. Бидејќи сум голем патриота и носталгичен за Македонија, затоа сум дошол тука да живеам во Македонија, да инвестирам и мојот живот да го завршам тука во мојата родна земја. Појте малку така двајцата. Во младината е иднината. Во студентите На овие теми сум пишувал многу.